и целата онаа машинерија која стои позади тоа, можам да кажам со сигурност, одлично име да тврдам дека тоа е можеби една од причините поради која што толку голем број на млад образован кадар оди и надвор од државата и секако си ја бара среќата на некое друго место. Со нас во студиото е професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Добре дојдовте повторно во студиото на 1 ТВ. Пред да го започнеме разговорот на оваа тема, предлагам да го слушнеме, ако веќе го имаме на линија, портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Го побаравме и секако ја отворивме оваа тема, можеби испровоцирани од вчерашната вест, а тоа е дека е открен уште еден полициски службеник со фалсификувана, односно купена диплома од Универзитетот, Факултетот за туризам и менаџмент. Има кривична пријава и за полицискиот службеник и за овој факултет. Денеска повторно уште еден ист таков случај со полициски службеник со истиот факултет. Тони, дали се слушаме? Добар ден, поздрав за гледачите на 1 ТВ. Тони, што се случува во Министерството за внатрешни работи? Вие сте можеби едно од ретките министерства кое почна вака да ги чешла, ако можам така да кажам, документите и дипломите преку кои односно со кои се вработени дел од полициските службеници. Вие во изминатиот период, во изминатава година откривте и заменик началник на Алфите, на таа специјална единица, исто со фалсификувана диплома. Предходно министерот соопшти за 40 откриени такви дипломи, а и лицата од внатрешна контрола зборуваат за повеќе од 100 фалсификувани или пак купени дипломи. Каква е состојбата во Министерството за внатрешни работи? Па, видите, значи, по самото доаѓање на министерот Спасовски, тој најави дека ќе се расчисти со оние кои што имаат фалсификувани дипломи и тоа континуирано се работи. Тој во изминатиот период зборуваше за 40 на фалсификувани дипломи, таа бројка сега е порасната. Инаку, како што кажавте, вчера соопштивме, а денеска уште еден случај имаме за фалсификувана диплома, за вработен во МВР, конкретно во Управата за безбедност и контраразузнавање. Тие случаи се процесуирани, она што сакам да го кажам дека во текот на минатата година имаме над 20 кривични дела со фалсификување на диплома, од кои најголем дел се на подрачјето на СВР Куманово. Како што го спомнахте, случајот со заменик командирот на Алфите, поранешниот заменик командир на Алфите, тоа е карактеристичен затоа што таму дури имаме фалсификувана диплома за средно образование. Така што не се фалсификуваат дипломи само за универзитет, туку дури и за средно образование и потоа тие дипломи се користат за вработување, за напредување во кариерата и дури за надообразување, што е навистина несватливо, нели? Но она што имаме ние како цел зацртано, дека сите дипломи на сите вработени во МВР ќе бидат прочешлани, проверени, да се провери кој како се стекнал со таа диплома, затоа што она што би се случуваше во изминатите години во Министерството за внатрешни работи на сите ни е познато и оттаму нели и дојдовме до оваа ситуација кога нели настана и политичката криза, затоа што се правени низ злоупотреби, а една од покарактеристичните злоупотреби е токму вработувањето со фалсификувани дипломи и напредување во кариерата врз база на такви фалсификувани исправи. Ангеловски, што се однесува до факултетите, овие последниве два случаи се од Факултетот за туризам и менаџмент. Меѓутоа, за оние 40 за кои што претходно разговаравме, можеби 16 се од педагошкиот факултет. Какви се вашите истраги, за кои други факултети имате поднесено кривични пријави? Сега не бидел конкретно со факултети, затоа што ние како ги објавуваме во јавноста, кажуваме за кој факултет е. Последните две се од Факултетот за туризам и менаџмент, но има и од други факултети, а она што беше карактеристично за средно образование, таа беше од средно-угостителско. Така што имаме повеќе случаи и она што е најбитно е дека ригорозно се постапува со овие случаи, ние продолжуваме со овој процес и континуирано ќе известуваме јавноста за сите вакви евидентирани случаи. Само уште накратко, Тони, колку ваквите случаи, колку оваа појава внатре во Министерството за внатрешни работи со оглед на тоа дека се работи за безбедносен орган, досега е загрозувало нашата безбедност?
Па видите, не е нормално во министерство кое што е задолжено нели за спроведување на законот да работат луѓе кои што се криминалци, односно кои што се вработени на криминален начин, и затоа она што се прави во Министерството за внатрешни работи е така нареченото прочистување на оние лица кои што сториле кривични дела, а меѓу кривичните дела е нели и фалсификувањето на диплома. Како ги документираме тие случаи, нели тоа се објавуваат во јавноста и на тие лица секако не им е местото во министерството, но и во други нели органи. Секаде во било кој државен орган не би смеело да работи некој кој што се стекнал со фалсификувана диплома. Она што можам да им го ветам на граѓаните е дека Министерството за внатрешни работи продолжува со истрагите и сите оние кои што го злоупотребиле законот соодветно ќе одговараат. Ангеловски, ти благодарам за ова вклучување во студио 1. Ние продолжуваме понатаму. Професорке, го слушнавме портпаролот на Министерството за внатрешни работи во Управата за безбедност и контраразузнавање, во иминатиот случај заменик началник на АУФИ-те, и како што веќе кажа портпаролот, фалсификувани дури и дипломи од средно образование, значи не само од факултет. Средното е задолжително, а некој ни тоа не го завршува и стигнува до функција, и можам да кажам застрашувачки висока функција. Колку ве изненадуваат ваквите податоци? Со оглед на тоа што вие жестоко тргнахте во битка, една за која што ќе зборуваме малку подоцна, но еве првично колку сте изненадени од тоа дека дури и дипломи од средно се фалсификуваат, а не па... Еве вака, значи јас прво ќе ги поздравам вашите гледачи. Не ме изненадува воопшто. Знаете вие колку пати сме зборувале, колку пати сме алармирале, колку пати сме едноставно биле досадни. Со тоа што првата работа која што мора еднаш за секогаш да се каже, дека за секоја појава има почеток. Се има историја, така и ова појава. Јас не би зборувала овдека за фалсификувани дипломи. Овдека би зборувала дури и за лажни дипломи, дури и за купени дипломи. Имаме толку многу начини на кои што треба да ги разграничиме дипломите, што ние можеби не само едно МВР, можеби и 3 МВР нема да не спасат од оваа ситуација. Единствен наш излез е комплетна реорганизација на високото образование. Сега, ако тргнеме дека претходната влада донесе еден закон со кој што средното образование го направи задолжително. Јас тој закон и тогаш и сега го оценувам како катастрофален. Затоа што во основа на нештата на човек му е сосем доволно задолжително основно образование, значи 8-те или 9-те години, кога ќе ги заврши, е сосема писмен и сосема обучен за основните своји потреби. Дали понатаму ќе продолжи или не, зависи од него, затоа што во даден момент некому можете да му понудите многу висока функција, како што се овие, таа да не може да ја извршува. Значи, самиот факт што вие средното образование мислам, претходната влада, го направи задолжително и му објасни на основците дека тие ќе бидат полуписмени или неписмени со основно образование. Основното образование потоа стана, да не речам, детска градинка. Мене ми е многу жал што ние ги изгубивме концептите за образование, оние кои што ги имавме во поранешната Југословенска федерација, затоа што основното образование тогаш беше една насока во која што секој дете, излегувајќи од основно образование, можеше да свати дали е повеќе насочено кон општествените, кон хуманите или кон другите науки. Значи, самиот афинитет го тераше некаде. Оние кои што сакаа да одат во на јазична насока, заминаат таму. Дали појава го поттикна купувањето, фалсификувањето, дури и дипломи од средно? Дипломите од средно станаа многу атрактивни не заради друго, заради отворањето на приватните и многобројните други дисперзирани факултети.
Ако зборувам, значи зборувам за историјат. Сега се обидувам јас на најсимплифициран начин да го кажам историјатот, затоа што вие не можете да кажете дека се почнува од високото образование, бидејќи тие кога ќе завршат некое високо образование со таква фалшива диплома, тие предаваат во основно. Во основно повторно се создава тој лош кадар, да речеме, магепсаниот круг ние не можеме да го извадиме, само ако извадиме, да речеме, најлошото од високото образование. Ние имаме многу поголем проблем, многу подлабоки ни се проблемите, отколку само, да речеме, високо образование. Одиме натаму. Со средното образование се направи исто така какафонија во смисла. Се запишува во некои средни училишта само од одлични, најодлични, сите одлични. Ако вие му кажете на некои деца дека тие треба да имаат сите петки од 5-то, односно од сега од 6-то до 9-то, а тие не можат тоа да го направат, имате до тој степен веќе родители кои што се запнати, да не речам, мислам погрд збор, нивните деца да бидат најдобри, најшколувани, најпрепознатливи. Привидно одлични. Привидно, ето така, привидно одлични, со тоа што тие ќе ги добијат петките. Тие ќе се запишат во средно. Во средно после, буквално кажано, најпросто кажано, си ги чукаат едноставно главите со тоа што тие не го научиле во основното, а треба да го постигнат во средното. Проблемот е очигледно преголем и многу длабоко навлезен. Да. Дали од оваа инстанца каде што сме стигнати, од ова еве дередже, ќе го кажам народски, има лек, има излез и како можеме да излеземе. Еве како што веќе споменав и во најавата, Министерството за внатрешни работи е можеби единственото министерство кое го прави овој процес внатре во институцијата. Замислете вие колку такви има во сите други институции каде што ова не е ниту споменато, ниту дојдено на дневен ред. Бројките од стотици се само од една државна институција што запрепастува. Нам ни е многу јасно сето тоа. Значи со години го зборуваме, со години го вергламе. Она што е проблемот, еве јас лично сега ќе честитам на Министерството за внатрешни работи што ја покрена оваа работа. Меѓутоа ние за ревизија на дипломи со години зборуваме. Никој не сака да го потегне тоа прашање. Зошто? Затоа што тоа ви се гласачите. Тука е најголемата моќ на тие луѓе кои што имаат за вработување. Дали мислите дека таму се и кандидатите? 90%. 90%. Проблемот ние кои што сега не можеме, а мораме да го решиме, е на многу инстанции. Ние, пак ќе ви кажам, не зборуваме ние кога зборуваме за фалсификувани дипломи само за високото образование. Знаете ли колку имаме магистри, доктори? Еве, јас ќе ви кажам мој пример. Јас сум била во ситуација да бидам председател на Совет на Институт за национална историја, односно тоа е нешто исто како председател на управен одбор на било која друга работна организација. Ги барам главните книги кои што се за студенти. Ние работиме само со магистри и докторанти, не работиме со додипломски студии. Меѓутоа, мене тие главни книги и матични книги не ми се дават. Не заради друго, затоа што можеби таму има нешто, ама јас не можам да тврдам има или нема. Јас тврдам дека не ми беа дадени. Замислете сега колку такви матични книги треба да се прегледат, колку тие главни книги треба да се прегледат и да се види кога дошол тој студент, дали годинава се запишал, а лани дипломирал. Премногу има работа. Само пред да продолжиме, дали ќе сакаме да го сработиме. Тоа е проблемот. Да ги потсетиме гледачите дека нашите телефони остануваат отворени во текот на целото отворено студио, на веќе добро познатите броеви, така што слободно може да се јавите и да го кажете вашето мислење. Сега ќе продолжиме со разговорот, стигнавме до повисокото образование, до магистерските и докторските студии. Вие имавте еден таков случај, имате и судски спор, впрочем, конкретно за оваа работа, за дискриминација, за докторска дезертација. Што се случува со тоа и дали сметате дека немаме доволно кадар од ваш ранг, зборувам, што би можел, односно што има волја да ги стопира ваквите постапки? Дали сметате дека живееме во еден, ќе го кажам, научен страф од политиката или се работи за научно профитерство? Ај прво да се вратиме малку на факултетите.
Значи, факултетите, најголемиот проблем стана кога се отворија како печурки во секој град. Вие не можете да имате дисперзиран факултет на електротехничкиот факултет. Затоа што таму треба некои посебни системи на образование, односно посебни часови кои што вие не можете било каде да ги одржите. Доколку вие не можете да го одржите часот, вие не можете да го дадете и соодветното знаење на студентот. Доколку вие не го дадете соодветното знаење на студентот, тој утре други ден кога ќе се врати не може кога ќе се вработи не може ништо друго да сработи освен да молчи, да биде полтронче и да моли Бога да не го истерат од работа, затоа што тој не знае да ја работи работата. Доколку би знаел или ќе замине од државава, доколку знае доволно да си го вреднува трудот, или во друг случај тој ќе земе ќе работи приватно. И нема да има никаков проблем после со оние, да речеме, државници. Меѓутоа, државништвото како ние го сваќаме? Ние го сваќаме како моќ, како сила. И сега, мене ми кажа од министерство, а министерство веќе можете да замислите кои дошле. Дошле исто така некои луѓе кои што можеби, сега веќе на се ставам можеби, дошле со таква диплома. Така, пред само да продолжите, се извинувам, веќе го имаме и првиот гледач на линија, доколку може да го вклучиме. Хајде. Ало, добар ден, повелете во програма сте, дали се слушаме? Мислам дека во меѓувреме гледачот се исклучи, ако... Дали се слушаме? се слушаме, да, повелете, вие сте во програма, господине. Вака сега. Значи, поздравувам ова што е откриено во МВР. Јас колку што се сеќавам имаше и во судството такви ситуации во врска со таа академија за суди, нели лажни дипломи имава за англиски јазик, јас колку што памтам. Јас сум сведок во фирмата во Евана кога работев, електроинженери имаше со лажни дипломи. Ги фатија, тие едноставно им ги намалија, како се вика, платите и на пониски работни места ги ставива и никому ништо. Така. Така настанува збор за приватна компанија за разлика од државна. Што сакам да кажам? Голема трагедија е во МВР кој што треба да го почитува законот и да ги брка криминалците, имаме криминалци на некој начин. Исто така и во судството. Каков ќе дадеме пример ќе дадеме на младите? Значи, крадите, правите фалсификати, крадите колку што можете повеќе, помалку да лежите у затвор. Што сакам со тоа да кажам? Катастрофа ни е таа ситуација. Вие, ако, да кажеме, фалсификувате пари, вие ќе лежите во затвор. Едно прашање до вас. Сметате ли дека ова е една од причините поради која што младиот образован кадар си заминува од државата? Тоа е една од причините. Има поголема трагедија од тоа. Поголема трагедија е во тоа што неквалитетни луѓе се на вистински места кои што одлучуваат за судбините на луѓето. Да не збориме во здравството, да не збориме кога е во прашање живот, да не збориме полиција и судство, каде што од незнаење луѓе лежат во затвори, им се уништуваат човечки судбини, да земеме колку се губи во производството, колку се губи во финансиите на државата. Ви благодариме за вашето јавување и за вашиот став, професор, ке ги подзаборавивме и случаите што излегува од здравството. Што не се подзабравени, не. Гледачот овде во право, бидејќи се работи за човечки судбини. Секаде се работи за човечки судбини. Живот. Овдека зборуваме за руинирање на држава. Ние не зборуваме за поединечни дипломи. Убава паралела направи гледачот со приватната компанија која што нашла начин да го санкционира тоа, но за разлика од државните институции како да го премолчуваат и како всушност тие да се креатори на ова. Ги спомна гледачот и судството и здравството. Дали тоа е причина за дополнително губење на доверба во судството и па можеби и никогаш повеќе не враќање на истата таа доверба, бидејќи ако веќе еднаш имаме вакви случаи... Ние имаме случаи вакви секаде. Да не зборуваме само за судството, да не зборуваме за здравството, нам државата ние просто магепсана. Ние имаме луѓе кои што не знаат ништо, а продаваат магла. И ние сите веруваме
дека во држава можеме да просперираме, имајќи предвид дека нас не раководат или на некои раководни места ни седат луѓе кои што воопшто не знаат што е диплома. Дипломата ним им е само едно парче хартија со која што тие дошле на работното место. Тргнуваме од тоа дека ако некој зебе диплома, да речеме, еве најсвеж пример ќе ви кажам, во Свети Николе. Таму најлесно се земаат дипломи. Според моите информации. Може би се грешни, може би се точни. Меѓутоа, јас верувам на информациите кои што ми ги праќаат луѓе, кои што таму, еве, биле неколку пати. Толку верувате што дури вие и лично тргнавте, секако, иако за тоа имаше различна, односно друга позадина, но сепак вие го оспоривте докторатот на еден ваш колега, за тоа всушност имате и цел судски процес, иако нели случајот има поголема позадина. Ако сакате да ни раскажете како се развиваше тој случај и зошто решивте така во една борба да тргневте, можеби Дон Кихотски потфат, имајќи го предвид нашето судство и начинот на кој институциите функционираат. Ние со тој, ако зборуваме за Стефан Мицо Влахов, значи Првиот мој инстинкт беше дека ние воопшто немаме кадар кој што ги покажува оние дипломи кои што ги покажува. Кога дојде во Институтот за национална историја, тој беше дојден со половина писуле, да речеме. Меѓутоа немаше ниту една диплома. Потоа наеднаш беше избран во виш научен соработник, веднаш потоа по 2 години побара предвремен избор во советник. Меѓутоа, кога почнавме да ги работиме материјалите, видовме дека неговите материјали немаат Н од наука и дека научен советник е премногу за да се даде на еден таков човек кој што нема навистина ништо напишано. Меѓутоа, во тој временски период, кога сето тоа се случуваше, Стефан Мицо Влахов беше многу интересен, затоа што беше еден од љубимците на ВМРО ДПМНЕ. И сега, кога вие ќе кренете прашина за некој од, да не речам пулени, меѓутоа можам и тој избор да го употребам, миленичињата на владачката партија, тогаш вие имате проблем. Како смеете да зинете дека тоа што до тогаш се работело било сето фалшиво. Јас ја напишав негативната рецензија, меѓутоа што беше уште поголемиот проблем. Кога вие ќе напишете една негативна рецензија, треба да имате многу дебели аргументи зашто тоа го пишувате. Јас, знаејќи дека ги имам аргументите, ја напишав таа рецензија. Меѓутоа, ни помалку, ни повеќе. Се крена толкова буна, толкова прашина околу тоа, како смеам човекот да го дискриминирам, да кажам дека човекот нема Н од наука во неговата работа. И отидоа на варијантата да поднесат еден, ајде да речам, приговор до Комисијата за заштита од дискриминација. Бидејќи таму беше Даштевски, исто така еден истиот теритип како што е и Стефан Мицо Влахов, и мене можеби не ме заболе толку и тој доказ дека сум јас голем дискриминатор, колку што ме заболе постапката на моите колеги. Знаете, кога работите во една научна институција каде што пред се треба да ви биде науката и вистината, вие да останете осамен и сам во потрага по таа вистина, дека не смееме да бараме фалсификати, дека не смееме ние да чепкаме по тоа што вчера било, туку мораме да го заташкаме било како секој оној документ кој што јас лично мислам дека не вреди, доаѓате до ситуација да се распрашате во каква средина јас работам и какви се тие студенти кои што ние сега ги вадиме, затоа што ние вадиме магистри и доктори. Тие доктори потоа повторно доаѓаат на некое раководно место. Тоа е многу е симптоматично. Би сакала уште една работа овде да поразговараме. Да? Сработи за факултетот на Рам Измерков во Струга. Од таму имаше еден голем скандал од наодамна дека беа исфрлени насилно инспекторите просветни, не им било дозволено да направат увид во факултетот. Една ексклузивна информација до која што дојде нашата екипа е дека градоначалникот на ДУРС
Албанија е фатен со купена диплома токму од овој факултет Струшки, бидејќи вие сте експерт, ваша експертиза е македонско-албанската историја, генерално македонско-албанските односи, сте чест посетител кај нашиот сосед. Како го оценувате ви ова? Дали ова можеби го надминува криминалот на една граница, на една држава? Можеме ли да после овој случај, дали можеме ние да мислиме дека криминалот е, да не кажам, балкански? Е балкански. Е балкански. И си одиме кај соседите и ќе си купуваме диплома за што е помала веројатност да ни открие дома. Вие можеби не толку свежо се сеќавате на еден период кога ние имавме голем наплив на бугарски дипломи во Македонија. Нам ни беше преполнета администрацијата со бугарски дипломи. Ако тие се уште си работат и никој ништо не им може, или никој ништо не чепка, вие можете да сватите дека нам ни стана секојдневие, нам ни стана нормално ние да имаме луѓе со фалсификувани дипломи, со лажни дипломи, со купени дипломи. Повторно ќе кажам, тоа се на неколку нивоа добиени дипломи, меѓутоа проблемот што е? Проблемот е дали ние ќе го продолжиме ова што го работи сега Министерството за внатрешни работи или некаде во некој ќоше ќе се заташка. Ако не дозволиме ние да се влезе и во оние факултети кои што условно кажано ќе речам албански, ние нема ништо да направиме. Или чистката ќе оди секаде, или ние пак нема да имаме. Што мислите само успеси за факултетите, бидејќи тоа не стигнав да ве прашам. Еве ги споменавме туризам и менаџмент, педагошки имаше огромен број случаи конкретно од Министерството за внатрешни работи употребени поточно. Што мислите вие за факултетите? Каква одговорност треба тие да сносат? Што треба да се случува сега внатре во факултетите за овој процес да се, ако можам да кажам, прочисти? Јас мислам дека не може да се прочисти, меѓутоа може да се намали. Зошто не може да се прочисти? Затоа што секогаш вие ќе најдете човек кој што ќе биде подложен на притисоци, кој што ќе биде подложен на влијание, на пријателства и на крајот на криштата на алчност. Алчноста е многу голема. Ние ако сакаме да бидеме министри, ние треба нешто да попуштиме. Ние ако сакаме да бидеме на некоја друга позиција, ние сакаме повторно да попуштиме. Доколку ние не престанеме со тоа дека државата ја уништуваме со давањето на лажни дипломи, со давањето на фалсификувани дипломи, со купување на дипломи, ние од оваа држава нема да направиме држава. Така, претпоставам дека тоа е и пораката ваша до родителите кои што ја употребуваат на Максима оди на приватен факултет, ќе плаќаме за да си поминеш полесно, додека органите истражуваат дали овој случај, односно за системската поврзаност на овој случај. Но вие во едно ваше гостување овдека зборувавте и за условите на Институтот за национална историја, кога практично бевте преселени да влегувате преку задниот влез на зградата, зборувавме во другото студио секако за како тоа вие го доживувате како една врвнонаучна институција. Но кога веќе спомнавте дека порано не сте имале можност да ги истражувате овие наводи, како конкретно со Стефан Влахов Мицов, дали сега би рекле дека се порелаксирани односите таму и можете ли сега да почнете да прочепкате, да видите кои од вашите колеги? Не, сега е бетер. Сега е уште полошо отколку тоа што беше. Барем за мене, значи зборувам, не зборувам за другите колеги. Бидејќи вие не премолчавте и натаму не премолчувам се уште и јас тврдам, еве и ова акција која што има превземено Министерството за внатрешни работи точно го покажува она што јас го зборувам од 2012 година. Мене ми е жал што дури сега е, значи 7 години после моето почнување да ги чепкам сите тие работи, кои што и ден денеска тврдам дека се аномалии. Меѓутоа, зошто зборувам, велам дека е многу полоша ситуацијата сега. Доколку порано имаше некои сомнителни дејства во Институтот за национална историја, сето тоа требаше да биде навреме санкционирано. Меѓутоа, во меѓувреме, ете некако тајно излезе некој си конкурс за избор на директор, па повторно стариот директор сега е нов директор, при тоа ние никој, јас зборувам повторно за мене, не разбирајќи дека има конкурс за директор. Така што сето тоа, ставајќи се под некоја си капа и под некој си превес, ве доведува во ситуација да размислувате дали воопшто има некој човек кој што сака ова да се реши. Јас сега конкретно ќе ги повикам од Министерството за образование и наука, ќе ги повикам Државниот просветен инспекторат
и Комисијата за акредитација. Тие се трите најосновни и најклучни институции кои што треба сериозно да се преиспитаат прво себе си. Министерството за образование и наука има огромен капацитет во смисла дека може да ги разреши некои од работите. Меѓутоа, кога ќе дојдете вие на позицијата да почнете да разрешувате, се појавуваат оние големите кои што преска ги зборувавме. Значи, државниците. Проблемот на политиката во образованието е неоспорен. Меѓутоа, вие додека ги имате политичарите, се извинувам, во образованието нема да пркне. Ако Државен просветен инспекторат ја работи работата како што ја работи, а тврдам дека не ја работи, тогаш немаше да има ниту продадени, ниту фалсификувани дипломи. Бидејќи сето тоа е толку лесно истражливо и сето тоа е толку лесно докажливо, што ние доколку казниме 5 души, 6-тиот нема да проба да фалсификува. Меѓутоа, вие го оставате човека да се качи на првото скалило и не го чукате по ногата. Го оставате да се качи на второто скалило, не го чукате по ногата. Се качува до врвот и сега леле проблем. Веќе навика станува. Так. Ние тоа сега веќе треба да го пресечеме и ќе падне. Од средно до докторати. Да. Звучи ли ова страшно? Зборувам за човек кој е на научна функција, што се занимава со научна дејност како вас. Генерално колку е опасно за државата? Поразително звучи што некој на таков начин доаѓа. Ева опасно, ќе го искористам како термин со оглед на фактот дека луѓе без дипломи, без образование адекватно, лечат луѓе, судат луѓе, апсат луѓе. Така, ја бранат државата. Информираат луѓе на крајот на краиштата. Така. Добро, тука кај информациите ја можам да ви мислам да најдам многу замерки на ваши колеги. Меѓутоа ќе ги оставам нив. Да. А сега можеби не ги сапите за колеги исто како што јас некои историчари не ги сапам за колеги. Во зависност од образованието. Зошто во зависност од тоа колку вложиле во себе. Јас не сум поборник на тоа дека дипломата е показател за капацитетот или за интелектот на човекот. Јас сум поборник на тоа секој да се докаже на своето работно место. Доколку ние, лично јас ќе тргнам од себе, кога се запишувавме на последипломски студии, тоа се распишуваа еднаш на 4 години. И вие секоја 4-та година имате право да конкурирате, меѓутоа може и да не бидете примени, доколку не исполнувате некои од условите. Тамо немаше љутење. Сега вие имате по 2 или 3 пати годишно можност да се запишете на последипломски студии. Знаете дека ние такво штанцање на дипломи не смееме да си го дозволиме. А па не само што ги штанцаме, туку ги пишуваме сите највисоки оценки. Зошто се пишуваат највисоките оценки? Затоа што просекот ви е еден од многу битните елементи за упис на магистерски студии. Магистерските студии ги завршувате исто така со највисок просек. Зошто? Затоа што сте платиле и сега професорите мора да подклекнат. Зошто? Доколку има повеќе кандидати, тие добиваат поголем хонорар. Одиме на докторат. Докторатот е 5000 евра. Па ќе ми извините, ама е примамливо. Значи сепак се работи и за економски бенефит. Го плаќа студентот. И тоа огромен економски бенефит. И сега, кога ја зборувавме сета онаа шема, од почетокот од основно до докторати, зборуваме за плати. Зборуваме за плаќање на трудот кој што е вложен. Вие не можете да сватите дека ние, јас, со сите мои 31 година работен стаж, имам плата некаде околу 600 евра нецели. Додека моја колешка во Приштина има 1500. Моја колешка во Тирана има 1200 евра плата. Кога ќе видите вие зошто на крајот на краиштата сите тие професори кои што предаваат на
државните универзитети одат да предаваат во приватните универзитети, тоа е за да си ја дополнат платата која што реално ним би требало да им следува. Ви благодарам за ова гостување. За жал времето не гази. Имаме многу за зборување. Така е, секако ќе направиме една поголема дебата. Ние не се откажуваме од истражувањето на оваа тема, секако би сакале да ги истражиме и факултетите која генерираат. Институтот е актуелен и околу темата, околу архивот, кој што се уште не е решено. Архивот е многу голема тема, меѓутоа ете ниту директорот, ниту госпоѓата министер не сакаше да се видиме во ова студио. Еве, јас уште еднаш јавно ги повикувам да дојдат, да не почестат со една дебата, да се расчистиме докаде и како ќе оди уништувањето на документација. Нашето студио останува отворено и за тоа, во меѓувреме остануваме на статус кво, дипломирани без знаење, вработени без квалификации. И квалитет. И квалитет, но се надевам дека еден ден ќе имаме подобрување на овие состојби. Овде, за жал, мора да се одјавиме. Секако, како што веќе најавив, ќе продолжиме да истражуваме и не се откажуваме од борбата против ваквата корупција во образованието, која практично го руши целиот систем. Сега останете со вестите на колешката Елена Джугуманова и се гледаме повторно во уште еден блок со мене и колегата Баневски. Дали градоначалниците ги слушаат граѓаните, како општините се подготвени за двојазичноста, зошто се Валкани и немаат гасовод. Првите луѓе на Битола, Куманово и Гостивар од 21 часот во отворено Студио 1. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија